Добар ден, почитувани гледачи, Отворено на тема. Редовен политички магазин на телевизија Ирис, релативно воредна состојба, воредна според терминологијата и според темите во кои што ние овде ги работиме или ги отвараме. Затоа емисијата се нарекува Отворено на тема. Се разбира, локалните избори ни се за еден месец, а ние се обидуваме да ги отвориме сите прашања за кои што сметаме дека се актуелни, за да ви имате увид околу тоа што сработи они на кои што вие им дадовте доверба и што ќе сработат оние кои преку проекти и преку собствениот интегритет го барат повторно вашето внимание. Локалните избори секаде на светот се клучни за водењето на интересите на граѓаните. Големите теми, одбрана, безбедност, макроекономија, остануваат, меѓународна економија остануваат за парламентарните избори. Можете вие да ги следите дуелите во Германија. Кај нас некако се сме под некој грчи постојано, место темите кои се левот наш насушен секојдневни, имаме така големи теми. И овој пат изгледа дека така нешто слично ќе има. Апелирам само до чинителите да се води политичка борба на ниво на културност или на почитување на другите. Барем ние ќе настојаме овде во Ирис телевизија, да ги известам моите гледачи, дека со пропагандните штамови на политичките партии разговора, во кој што им реков дека пресконференција на кој што ќе се наруши дигнитетот на соговорникот или ќе бидат испод нивото на цивилизирано и културно однесување, нема да одат на Ирис телевизија, освен она што вие сами ќе си го видите на разните социјални мрежи. Еве, тоа е како правило. Впрочем, вчера се ознани и декларацијата за фер и равноправни избори. Ние ќе се грижиме за правата, за вистинските насоки на Ирис телевизија. Пред мен имаме документ. Вако еден сличен ви покажував. Го имаат сите градоначалници, во кој што тие на еден приемчив начин, ваков со слики и со известување, може да видите што тие сработија. Јас ќе се обидам во овој разговор со градоначалникот на Пробиштип, да не се држам до крај до ова, бидејќи ова вие можете да го видите во вашите општини или оние кои тоа го сакаат во другите делови од регионов. Јас да му поставам прашање, тој искрено да одговара за во еден друг разговор во кој што вие ќе можете да сватите кој е човекот што ве води 8 години или ќе имате потреба повторно да го гласите. Тони Трневски и општина Пробиштип се денес во Отворено на тема. Градоначалници, добро дојдете во моја емисија. Добро ве најдов. Вообичаено е да се разговара за ова, но јас реков дека нема да избегаме од темите кои се овде, а ќе разговараме според една друга драматургија, да оние кои се уште, мислам дека нема толку многу такви во Пробиштип, не го познаваат својот градоначалник, многу да ги видат неговите намери. Јас првиот дел од емисија ќе поставам прашање од она што е најважно според мен, а тоа е од каде доаѓаат парите и како се трошат државните пари. Бидејќи купноста на кампањата воопшто во Македонија е така, ние направивме, овој направи, оној направи. И нам често на граѓаните не изгледа како политичките партии да имат некое волшебно стапче, па милиони евра донесовме, дадовме, но не е така. Да почнеме прво со првото прашање. Кога станате градоначалник 2009 година, имате проектиран буџет од 78 милиона денари, но беше блокирано. И година и пол скоро имавте проблем со тоа. Така е. Општина Пробиштип, кога дојдов за градоначалник во 2009 година, беше една од најнеразвиените општини во Република Македонија, односно една од 10 општини кои што беа со блокирани сметки, и тоа беше еден многу тежок период во кој што речиси да не функционираше локалната самоуправа, бидејќи имавме одредено судски лимит за покривање на основните трошоци, а основните трошоци значи плата на администрацијата и плаќање на комуналните надоместици за струја, вода, телефони и гориво за колите, значи судскиот лимит беше 1 милион и 800 илјади денари, а речиси целиот беше опфатен со сите овие неопходни работи. Речиси да немаше проекти кои што беа реализирани или беа во некоја фаза на реализација. Навистина беше многу тешко во една таква состојба да се работи, а таквата состојба во општината беше десетици години наназад. Така да моја прва задача беше да најдам начин како да ги вратам старите долгови, односно сите оние долгови кои што
не можеше да се избегнат и беа ставени на судска блокада. За отприлика година и пол успеавме да ги вратиме сите долгови и тогашниот буџет кој што беше проектиран на 78 милиони денари, меѓутоа морам да кажам дека буџетот во периодот предходно, пред 2009 година, реализираниот буџет беше некаде околу 20 до 30 милиони денари максимум, што беше навистина многу тешко и речиси невозможно за работење или за задоволување на основните барања што тогаш ги има граѓаните на општина Пробиштип. Успеавме да го вратиме целиот долг и да поминеме во втора фаза од фискална децентрализација, односно некаде во 2011 година општина Пробиштип помина во втората фаза. Понатаму следуваше едно мое барање заедно со уште неколку градоначалници од источниот регион, пред се градоначалникот на Македонска Каменица, на Радовиш и на Крива Паланка, да побараме од државата, односно од премиерот Груевски, парите кои што дотогаш најголем дел одеа по основ на концесии во централниот буџет да бидат префрлени на буџетот на општините, со што овие рударски општини би ги подобриле своите приходи и тоа се случи. Значи од 2011 година 80% од средствата кои што се плаќаа од рудниците по основ на концесии на државата сега дојдоа како приход на општините и тоа е еден значаен приход што го остваривме. Исто така морам да кажам дека значаен приход кој што општините секоја различно во однос на тоа како успеа да го изменаџира тој дел, меѓутоа парите што се собира од продажба на државно градежно земјиште, односно надлежностите беа предадени на општините и општина Пробиштип беше можеби и првата општина во Република Македонија која што успешно ја спроведе таа продажба и мислам дека многу успешно менаџиравме со целиот тој процес до ден денес. Успеавме да ги собереме средствата од продажба на државното земјиште како општински приход, а од друга страна им помогнавме на сите оние потенцијални инвеститори кои што беа заинтересирани да изградат објекти, без разлика дали се работи за индустријски објекти или за индивидуални куќи или за викенд куќи или за колективно домување, да бидат на некој начин удоволени и на крај сите да бидат среќни, а среќни најмногу сум сигурен дека се граѓаните на општина Пробиштип, кои што навистина во овој период успеа да видат како една од најнеразвиените општини поминува во една од општините која што има најголем број на реализирани проекти спрема бројот на жители нормално што го имаме. На проектите ќе се вратиме, бидејќи тоа се дел од тоа пропагандно тркало. Јас би прашал за нешто што не е видливо, меѓутоа чини многу и работа, и стручност, и средства, а тоа е спремањето на проектите и измената на деталниот и на барањето измена на генералниот урбанистички план. Јас знам, бидејќи телевизија ја следи работата во Пробиштип, вие одеднаш немавте проекти со кои што можевте да аплицирате во тој развојот на источнопланскиот регион, на кој што можевте да земете средства. Имаше еден или два незавршени проекти, како што се сеќавам, незавршен до крај детален урбанистички план и само почеток на генералниот урбанистички план. Во првиот момент ви требаше 200.000 евра за сето тоа да се заврши. Зборувам за првите 4 години. Како го изменачиравте ова? Ова е невидлив проект, а толку е голем што е отприлика половината од она што ние го гледаме. Значи, кога зборуваме за проекти, ние ги кажуваме само проектите кои што се реализирани, меѓутоа за да се дојде до една реализација треба многу макотрпна работа на целата администрација што ја има во општината и на сите оние фирми кои што се како надворешни соработници, односно фирми кои што се стручни за таа област, уште во делот на изработка на урбанистички документации, на детални урбанистички планови, на измена на тие детални урбанистички планови, на изработка на идејни проекти, на изработка на основни проекти, ревидирање на тие основни проекти, тендерски постапки и на крај имплементација на самите проекти.
Сето ова како процес е долготраен и макотрпен процес, меѓутоа мислам дека во моите 2 мандати успеавме како општина многу успешно да ги спроведеме сите овие постапки и на крај граѓаните тоа не го гледаат. Тоа сметат дека тоа е нешто што вие можете со 2 одлуки да го направите. Меѓутоа кога погледнете од идејниот проект, физибилити студијата, па до моментот кога се распише тендер поминуваа години. И се потребни средства на кои што кои објасните на граѓаните дека за една таква измена ви треба 20.000, 15.000 евра, тоа не е приемчиво, нали, не е дел од пропагандата, но знаеме дека е. Значи парите се еден проблем, меѓутоа уште поголем проблем се временските рокови. Има постапки кои што, например, да направите еден детален урбанистички план во нормални услови, ако нема поголеми проблеми, ќе ви требаат 1, 2, 3, па во некои ситуации повеќе од 4-5 години. Тоа е навистина сложена постапка која што бара многу внимателно и посветено работење, а јас морам да кажам дека ние како општина имаме навистина успешна реализација на многу детални урбанистички планови. Посебно ме радува што успеавме да направиме неколку детални урбанистички планови кои што се за намената лесна и незагадувачка индустрија и една државна урбанистичка планска документација која што е за тешка индустрија. Ме радува тоа што во покрај изградбата, односно изработката на планската документација, успеавме да направиме и продажба на сите тие парцели во двете од вкупно 3 индустријски зони за лесна и незагадувачка индустрија. Веќе во овие индустријски зони имаме направено комплетна инфраструктура и неколку години веќе таму функционираат, значи направени се десетици нови фирми кои што се пред се со производствена дејност, со лесна и незагадувачка индустрија и веќе работниците работат во тие индустријски зони. Тоа е најголемата придобивка за една локална самоуправа, најголема придобивка покрај тоа што значи инфраструктура е подигање на стандардот на самата општина, односно отварање на нови работни места и подобрување на економските услови во општините. Она што како крупен план, иако во описот на активностите задолжување по закон за градоначалникот и не се наврва, туку се општо дадени, а тоа е грижата за граѓаните, нали, воопштено речено, меѓутоа знаете и самите дека пред 5, 6, 7, 8, 10 години невработеноста во оваквите мали градичиња беше на ниво на елементарна непогода. Ваши сограѓани одеа да работат како рудници во Србија, во Бугарија и така, не една немила слика, но денес да не се фалиме со тоа сите во Македонија, но има еден друг феномен. Недостаток на инвеститорите бараат работници. Се среќавате ли со тоа дека профилот на работници не одговара на инвестициите? Значи, Пробиштип од еден од најразвиените економски градови во минатиот период, би рекол и во бивша Југославија, еден од можеби втор после Велење или Пориека. Да. Тоа е 89-та година. Така, во 90-тите имаше едно опаѓање на тоа индустријско производство и во рудникот и во фабриката, за да кулминира со затварање на овие 2 производствени капацитети од 2002 до 2005-2006 година. Во моментот во Пробиштип тие 2 капацитета работат со полна пареја, вкупно вработени и во 2 капацитети има по 400, меѓутоа мене што лично ме радува е тоа што од ден на ден се зголемува и бројот на вработените, меѓутоа се зголемува и платата на работниците. Се надевам дека ќе се надмине и проблемот со обезбедување на струја од страна на владата на Република Македонија до ново изградената фабрика Cranfield Foundry, која што треба да вработи дополнително 300 работници, вклучувајќи ги овде и помалите компании, конфекции и други производствени погони. Во Пробиштип навистина се создава една конкуренција за работна сила и тоа нормално го подигнува и стандардот, односно платите при вработувањето или на самите вработени. Мислам дека сме на добар пат и мислам дека ќе успееме од наша страна на сите потенцијални инвеститори да им помогнеме максимално во обезбедување на услови за да отворат нови погони производствени и сигурен сум дека
сите оние што работат веќе во Пробиштип ќе имаат подобри услови за работа, повисоки плати, и оние што се невработени и бараат работа или се некаде отидени во Скопје и во останатиот дел од светот, ќе имаат можност да се вратат во Пробиштип и да Пробиштип продолжи со успешен развој како од економски аспект. Градоначалниче, јас ги гледав броевите проценките на Светска банка до Статистичкиот завод во Македонија, од градовите од истокот, бидејќи броевите само една страна покажуваат, но вие знаете суштинската страна, проценките на население кое се одселило кај некои од градовите во Источна Македонија е многу загрижувачки. Пробиштип не е меѓу нив. Гледам проценките на 2002, зборувам за градот, 10.380 жители, па проценките Народна банка 2010 година е некаде околу 9.800, сегашните проценки повторно се 10.000, што значи дека тој бран после 2009 година се намалил или нема кој да излегува. Но во секој случај броевите кажуваат дека самиот град, не рачунајќи општината од 16.750 жители, самиот град како да останува на истото ниво. Тоа е броевите. Која е суштината? Суштината е, навистина, ако гледаме компаративно со останатите градови од Источна Македонија, во Пробиштип нема толков процент на лица кои што се иселуваат, меѓутоа, моја задача како градоначалник е да обезбедам што е можно подобри услови, да никој не се одселува од Пробиштип, туку да се доселуваат во Пробиштип. А тоа ќе го обезбедиме ако овозможиме подобри услови за живот, односно ако овозможиме нови работни места, квалитетна инфраструктура, квалитетни услови за живење, а мислам дека тоа Пробиштип го може и треба да се направи во иднина. Господин градоначалник, барам вакви разговори, барем тој основниот дел да биде околу буџетот и парите, што сметам дека тоа е најголемиот дел од менеджирањето. Гледам проектите за вториот ваш мандат, во кој што предвидените проекти, изградените, започнатите реализација, во таму пишува каде што вашето учество во тие проекти од основниот буџет се движи од 23%, некаде имате над 50% и компаративно со општините Оштип, осем проектите кои се на владата, нели? Во оние кои што вие учествувате, имате овде него поприлично 170 милиони денари. Рековте од каде произлегуваат. Сега, како успевате ова да го изменаџирате? Бидејќи честопати ние гледаме направено нешто во Пробишти и викаме, еве, ова го направи Тоза, како што го нарекуваат таму. А ова се подетоци јас ги изнесувам. Значи, бројките се тие, меѓутоа суштината на реализација на проектите е да се обезбедат што е можно повеќе средства од донации, без разлика дали се работи за централниот буџет или се работи за странски донации. Ние како општина успеавме, како што кажав, од 20 милиони 2007-2008 година или некаде 35 милиони 2009 година, да направиме реализација на буџет од 210 милиони денари, тоа е минатата година, сопствени средства. Тие се парите кои што ги наменуваме пред се за инфраструктура, меѓутоа имаме голем број на средства обезбедени по однос на донации. Токму затоа ние успеавме во изминатите два мандати да ги реализираме или да ги направиме најнеопходните проекти или најголемите инфраструктурни проекти, како што се филтер станица за која што потрошивме 1,5 милион евра, од кои што само 200.000 евра беа сопствено учество. Останатите беа донација од 500.000 евра и 800.000 евра пари од џајка. Едните беа од словенската влада. Значи, процентуално многу малку учествуваме, а решаваме еден од најважните проблеми во држава. Ако не и најважен за последните 10 години. Тоа е, за нашата општина беше приоритет во тој момент. Нормално, после тоа следуваше и изградба на градски пазар, кој што го реализиравме комплетно од наши средства и таму вложивме околу 1 милион евра. Направивме големи инвестиции во патната инфраструктура, направивме повеќе од 70 километри асфалтирање на улици, голем дел беа од сопствени средства, меѓутоа и од донации. Во вториот мандат имаме
асфалтирано, ако не се лажам, околу 97 улици и во централното градско подрачје, меѓутоа веќе асфалтиравме улици и во Добрево, и во Ратавици, во Злетово речиси да нема неасфалтирана улица. После видите имате пофоба од Источно-планскиот регион и од Фондот за развој на руралните средини, тоа го остави за подосна компаративно, за да видат моите граѓани, вашите сограѓани, да видат, да може да видат компаративно што се направило, за да може да оценуваат, нели, да не зборуваме за општи флоскули. Сега се овде мора да ве прашам, вие кредитот од Джајка, тоа е линијата која оди со исклучително ниска камата, зедовте ли кредит за инфраструктурата од Светската банка? Земавме кредит за инфраструктура околу 500.000 евра. Така, точно. 0,7% либор од со камата од лондонската. Така е, тоа е кредит со многу поволни услови и ние како и многу други општини од нашиот регион зедовме кредит, со тоа асфалтиравме улици во централното градско подрачје и заради успешно спроведениот проект добивме 10% донација со кој што во моментот ја асфалтираме улицата Гоце Делчев во централното градско подрачје. Значи тоа се 50.000 евра. 50.000 евра добивме донација затоа што претходниот проект кој што го зедовме како кредит беше многу успешно реализиран и пофален од страна на Светска банка. Затоа го покажувам овој проект, затоа го постави прашањето, бидејќи вие и Берово добивте тој 10, тоест 11% додатокот, бидејќи така се правилата на лондонскиот клуб и сте пофалени дека според позициите кои сте ги реализирале ви следува тоа. Но тоа е една од успешните приказни на кредитирање. Јас имам едно друго прашање. Вие ги направите улиците, тротоарите, инфраструктурата на општината за овие изминати 8 години и проценките и на Министерство за транспорт и врски е дека сте меѓу првите 4 општини кои ги привршуваат сите комунални обврски по основа на пати, улици и тротоари. Ви останува еден, што и во овој момент го правите, а тоа е канализацијата. Така е, ние покрај... Како ќе ја финансирате, зашто така го водиме разговор? Паралелно со изградбата на улиците и на локалните патишта, ние работевме напорно и на обезбедување на водоводи во повеќе населени места. Значи, во изминатиот период направивме 7 нови водоснабдителни системи во 6 населени места и еден во новата индустријска зона Неокази, кој што е во завршна фаза. Паралелно со тоа, нели, кога доаѓа водовод, после фазата е канализација. Според мене еден од најголемите проблеми со кои што се соочуваме, односно треба во наредниот мандат да се реализира, тоа е изградба и на пречистителна станица за градот, бидејќи не смееме отпадните води да ги пуштаме во реката, туку треба да обезбедиме чиста и здрава животна средина и на населените места кои што следуваат после Пробиштип, така да тоа ќе биде еден од приоритетите на кои што интензивно ќе работиме во наредниот период. А паралелно со тоа направивме голем дел и на инвестиции и во моментот работиме во селото Неокази, во завршна фаза изградба на нова канализација, 300.000 евра е целиот проект кој што го добивме како донација од Европска инвестициона банка. Во моментот се работи комплетно канализационата инфраструктура е направена во селото, се работи на пречистителната станица, значи сега кога ги правиме канализациите, паралелно со канализацијата правиме веднаш и пречистителна станица. Следно што треба да го направиме од тој дел е во Злетово, заедно едниот дел од Злетово, левиот крак или канализационен крак колектор од кај страната на Турско рудари да се направи нов канализационен систем и старата канализациона мрежа во централното градско подрачје да биде реконструирана, односно изградена нова канализација, така да континуирано работиме на решавање на овие проблеми и во иднина ќе продолжиме со уште поголем интензитет. Овде кога ми ги спомнате топонимите и местата, веднаш се сетив на една тема, морам да ви ја поставам, а тоа е акцијата на Министерството околу изградба на станови за млади брачни парови, која долго време, скоро 3 години се туркаше. Резултатите ќе ги видиме сега, за сега е се застанато, веројатно од политички причини не, но вие одредите и една парцела на која што требаше тоа да се направи. Тоа е на патот кон Злетово.
ние како општина и јас како градоначалник сметам дека тоа е еден од поубавите проекти кои што претходната влада требаше да го реализира, односно почна со негова реализација, меѓутоа поради промена на централната власт некако овој проект е стопиран и моја желба е да се направи, бидејќи навистина представува една можност, а можноста е една од најважните работи, која што треба на младите брачни парови да им помогнеме да направат сопствени куќи, сопствени домови и доколку нема иницијатива од централната власт, ние како локална самоуправа само иницијативно ќе го продолжиме овој проект, а тоа е една локација која што е многу убава на патот помеѓу Пробиштип и Ратавици, на местноста викана Леговец, пробиштипјани добро ја знаат, да направиме една нова населба. Таму одредивме една парцела многу голема, околу 30 хектари, и од прилика требаше да направиме комплетна инфраструктура. Пристапниот пат до таму го имаме, меѓутоа внатрешна инфраструктура помеѓу самите плацови и да обезбедиме околу 300 локации со други помошни објекти кои што следуваат за ваков тип на ново изградени населби. Јас мислам дека општината може да го направи тоа и во следниот период ќе продолжиме со овој проект и ќе им овозможиме на сите млади брачни парови од нашата општина кои што се заинтересирани да изградат сопствени живеалишта, да им овозможиме максимално поволни услови. Тоа значи и развоен проектот, моја работа не е да ве фалам, но тоа значи еден нов развој за Пробиштип е релативно млада населба, 70 на години. Ако вие тој крак кон Злетово го продолжите, моја лаичка новинарска анализа, го продолжите, ќе имате еден физички пристапи до Злетово, кој ќе остане на 2 км 3, на другата страна Ратавица повторно на 5 км. Тоа значи дека комплетен развој на целиот тој крај. Да не споменеме дека на 5 км е Лесновскиот манастир. Тоа е интересен проект. Така е, тоа е еден од многу интересен проект и треба во иднина да го реализираме. Доколку јас бидам повторно градоначалник, јас ќе го продолжам и ќе го интензивирам овој проект, бидејќи, како што кажав, во Пробиштип има многу млади брачни парови кои што сакаат да изградат куќи, ќе имаат плацови кои што ќе ги купат по 1 евро од квадрат, ослободени од комунали, општината ќе ја направи инфраструктурата во овој дел од градот и тие ќе имаат можност да си направат сопствени домови. Сега. На крајот оставив, кога ќе дојдеме до крајот, оставив 3-4 близ прашања кои така беа интересни за јавноста. Тоа е односот локална самоуправа и рудникот кој е причина за постојањето на градот. Имавме овде разни дезинформации, централни власти и така над. Вие бевте еден од по функција актерите, бевте директор. Ќе го ставиме тие прашања за после. Сега мене ме интересира еден концепт. Вие имате 43-4 населени места, статистиката вели 15 од 20 на домакинства, 27, 49, 298 домакинства, Злетово и така натаму. Еден простор населени места кои не се далеко, но веќе се без ефектно население. Сега, во целиот тој проект за рурален развој, во кој што повторно, да не се сватам дека ве фалам, вие постигнате најмногу во овој регион со оживување барем инфраструктура на овие простори, така вела статистиката и вели Источно-планскиот регион, Фондот за развој на руралните средини во Македонија. Сега, очекувате ли дека сето тоа, како човек кој израснал таму од 8 години ја води општината, ќе почне сето тоа да се живее комплементарно? Ние велиме туризам, но не е само туризмот, производство, дека остарените селски семејства ќе видат и некој друга појава, бидејќи економијата си е флуктуирачка, ако нешто не бива друго како човек. Ве радува ли овој проект и како мислите да го поддржите доколку бидете градоначалник? Јас мислам дека најважно за опстанок на било кое населено место е работните места, односно развој на економијата. После тоа следува подобрување на инфраструктурата, подобрување на образовниот процес, условите во кои што живеат граѓаните, сите од најмладите до највозрастните, и на крај овде можам да кажам дека и развојот на туризмот е многу значајна гранка, иако во минатото многу беше запоставена, посебно во овој дел од Македонија. Ние како Источен плански регион, сите градоначалници од Истокот, помогнати од Центарот за развој на Источен плански регион, успеавме да направиме неколку значајни движења во овој дел,
односно да ги поставиме насоките за развој на целиот источен регион. Изработивме студија за развој на источен плански регион, изработивме студија за развој на Осоговието и на сите, да ги детектираме сите точки каде што може да се развива туризмот во нашиот регион. Во општина Пробишти две најзначајни позиции кои што треба да се поддржат и во иднина, и доколку јас бидам градоначалник, сигурно дека многу поголем акцент ќе дадам токму на развој и на Пониква, како спортско-рекреативен туристички центар. Граѓаните не знаат дека најголемиот дел од она што денес е Пониква е во територија на општина. Ние и во минатото работевме, меѓутоа многу важно е тоа што треба да имаме поддршката и од централната власт, да бидат направени тие основни инфраструктурни проекти кои што на Пониква се многу значени, поврзување на Пробишти со Пониква преку Турско-Рудари и кратењето на сегашните повеќе од 60 километри на само 20 километри од нашата општина, изградба на инфраструктура која што поприлично чини, водовод, канализација, патна инфраструктура. Ама е нужна. Неопходна е за развој на овој дел, иако во последно време само по себе се наметнува да мора Пониква да се развија, бидејќи навистина представува едно градилиште во моментот. Изградени се само од нели Пониква пола е во Пробишти, пола е во Кочани, изградени се повеќе од 200 нови викенд куки. Изградени се ресторани, угостителски објекти. Се надевам дека во иднина ќе има уште можност за повеќе изградба. Ние како општина во моментот сме во завршна фаза на изградба, на изработка на нов детален урбанистички план, кој што опфаќа околу 50 хектари површина токму за изградба на ваков тип на објекти. Исто така, морам да споменам дека Лесново е едно од можеби најважните места во целиот источен регион. И на духовен и на најспецифично, таму е прекрасниот Лесновски манастир, кој што од ден на ден привлекува се поголем број на туристи и домашни, меѓутоа многу странски туристи доаѓаат да го видат Лесново. Ние како локална самоуправа помогнати од повеќе донатори и од Европска унија, од меѓугранична соработка со Република Бугарија, од швајцарската влада, од владата на Република Македонија преку Бирото за рамномерен регионален развој, од источниот плански регион, обезбедивме основни инфраструктурни реализација на инфраструктурни проекти како што се водоснабдување, канализационен систем, паркинг простори, реконструкција на објекти кои што се општински, овозможување на делови за излет, туристи кои што доаѓаат на излет. Во моментот работиме на осветлување на пештерите во околу Лесновскиот манастир, работиме на изградба на нови летниковци, скари, таа основна инфраструктура, пешачки патеки околу самите монашки пештери. Работиме нов детален урбанистички план од 50 хектари, каде што ќе направиме навистина една можност за планско градење на овој прекрасен селото Лесново. Селото Лесново, каде што има локации и за хотели, и за за викенд куки, за ресторани, за спортски терени. Меѓутоа, нашата намера е сето тоа да го изградиме, меѓутоа да остане автентичниот дух на Лесново. Наредната недела доаѓа експерт од Хрватска кој што треба да ни помогне заедно со Центарот за источен плански регион да направиме една проекција за изградба на Лесново односно прогласување на Лесново како геопарк, бидејќи покрај Лесновскиот манастир и природните убавини кои што ги има самото Лесново, тоа се наоѓа во вулкански кратер и навистина е многу интересно. Кај нас тоа уште не е познато, меѓутоа во светот е многу популарно да се направи геопарк каде што ќе доаѓаат многу туристи што се заинтересирани токму за оваа област. Сега ќе морам да ви поставам блиц прашање, ќе обидете да ми одговорите. Патот до преку Турско-Рудари до Пониква. До каде е и како ќе? Ние изработивме проектна документација, односно претходната влада направи комплетно проектна документација.
Средства беа обезбедени од страна на Светска банка и некаде беше планирано во текот на месец јуни да биде распишан и тендерот за изградба на овој многу значаен патен правец за нашата општина, меѓутоа во моментот немаме никакви информации докаде е таа постапка и дали ќе се продолжи. Јас се надевам дека ќе се продолжи таа постапка и се надевам дека граѓаните на Пробиштип, на Кратово ќе имаат можност многу побрзо да доаѓаат до Пониква и тоа ќе биде иницијална каписла за развој на туризмот. Така, тоа е за целиот овој регион. Така. Второ прашање што мислам да ви го поставам, а тоа е старата идеја за што поблиску, кратко поврзување со Кочани. Бидејќи таква е конфигурацијата, морате да одите до Крупишта и така. Има еден правец кој вие започнете да го правите таму преку Рајчани и сега е споменикот на загинувањето на Никола Карев. Можна ли е реализација на тој правец? Значи, ние почнавме да го работиме тој проект и до селото Рајчани, значи од Пробиштипска страна, од Турско Рудари до Рајчани е веќе асфалтиран патниот правец, од страна на Кочани е асфалтиран до Пантелеј, остана уште до манастирот Пантелеј, остана уште Рајчани и Пантелеј да се поврзат, со тоа ќе добиеме комплетно асфалтирање, односно асфалтно поврзување помеѓу овие две општини. Тој проект го работевме преку источниот плански регион, се надевам дека во иднина ќе биде продолжен овој проект и ќе се поврзат овие две населени места, односно двете општини ќе бидат најкратко поврзани. Пред 3 години се поврзавте и со Свети Николе, иако овде има замерки дека патот некаде е 3,5 метра и таква е конфигурацијата. Што мислите, можно ли таму да се прошири патот и вие да стигнете, бидејќи да им објасниме на мои гледачи кои не ја знаат конфигурацијата од тој дел, тој пат едно 20 на километри излегувате директно на автопатот Штип-Миладиновци. Тоа е еден проект кој што беше завршен пред 2-3 години, поврзување на селото Мечкуевци со селото Куково, со тоа двете општини се поврзаа со асфалт. Се работи за регионален патен правец Пробиштип Свети Николе и тоа е обврска на Агенцијата за државни патишта. Јас се надевам дека сите оние, би рекол, тесни грла на овој патен правец, кои што се во самите села или помеѓу селата од Петршино до Пуздерци, да се прошират и од страната на Свети Николе исто така и да имаме едно квалитетно, навистина, како регионален патен правец, поврзување на Пробиштип директно со автопатот, со тоа ќе биде многу скратен тој 60 на километар ќе бидете од Скопје. Така е. Меѓутоа, за жителите на општина Пробиштип, во моментот многу важно е реконструкција на патниот правец Крупиште-Пробиштип. Тоа сака да ја прашам. Вчера кога дојдов кај вас, видов дека машините веќе до железничката пруга кантон, како го нарекуваат, вам ви останува некои 13-14 километри. Па нешто повеќе, можеби 15 километри до, бидејќи сега се поместува експресниот пат од Штип до Кочани, поминува од страната на Пробиштип после пругата, така да и патот до Пробиштип се скратува и според мене тоа е еден голем проблем кој што владата на Република Македонија преку Агенцијата за државни патишта треба да го стави во приоритетите, бидејќи ние природно, иако нели во Скопје е центарот на државата, главен град и сите институции се таму, меѓутоа потребите на нашите граѓани се токму комуникацијата Пробиштип-Штип и ние комуницираме преку тој патен правец. Се надевам дека ќе имаат слух и ќе го реконструираат и овој патен правец. Така ситни прашања има многу и браната пишица и многу такви, ама се надевам нешто да ставиме и за дел од кампањата кога ќе мораме нешто да прашуваме. Господин градоначалниче, нешто што најде на разногласие во Македонија, тоа е фабриката што рековте или популарната леарница и овде имавме од разни здруженија кои веле дека повторно ќе се загади околината, иако државниот секретар за екологија е од Пробиштип, па таа велеше луѓе, па јас овде пораснав и моите овде живеат и така натаму, да не парафразирам. Уште еднаш потврдата. Еколошки чиста ќе биде леарницата? Еколошки чиста ќе биде леарницата, меѓутоа со леарницата има еден сериозен проблем, а тоа е обврската која што ја презеде државата кон оваа компанија е да изгради трафостаница со далековод од страна на МЕПСО, државното
акционерско друштво и да им овозможи услови за отворање на новата фабрика. Фабриката е при крај, машините се веќе донесени, ние како локална самоуправа вложивме многу средства во изградба на инфраструктура, нов водовод до самата индустријска зона, нова канализација до оваа фабрика и до останатите што треба да се градат во таа индустријска зона. Меѓутоа, проектот е некако стопиран, за жал. Многу млади луѓе од општина Пробиштип се надеваат дека брзо ќе почнат со вработување, бидејќи огласите веќе беа почнати, дел од раководниот, односно менаџерскиот тим веќе е вработен, дел од тие луѓе се и од Пробиштип, работниците сите требаше да бидат од Пробиштип и јас се надевам дека новата влада ќе има разбирање и ќе им обезбеди на инвеститорите квалитетно снабдување со електрична енергија, а од делот на екологијата самите граѓани може да видат дека се работи за компанија која што во својот производствен процес не користи други горива, органски горива, што се најголем проблем со загадувањето, туку користи 22 мегават часи електрична енергија, што е голема потрошувачка на електрична енергија за машините за топење на железото, што значи дека таа фабрика нема ни оджек. Јас бев тоа е леарница, не топилница. Тоа е леарница, не топилница, сосема различно, многу пати го објаснувавме овој процес и убаво кажал и државниот секретар, еве јас ќе повторам, јас и моите деца живееме во Пробиштип и јас сум првиот што не би дозволил да се отвори фабрика која што ќе го загадува воздухот во нашата општина. Токму затоа и ние како општина сме една од ретките општини, можеби единствена, која што од сопствени средства, од сопствен буџет издвои минатата година средства и купи две мерни станици, поставени една во близина на индустријската зона, една во централното градско подрачје, за да континуирано го мериме квалитетот на воздухот и квалитетот на воздухот е на задоволително ниво во текот на целата година, што значи дека ние во моментот немаме речиси никаков проблем со загадувањето, иако важиме за индустријски град, меѓутоа имаме основни параметри кои што би ги компарирале за секој ново отворен погон и би знаеле кој е предизвикувачот на загадување доколку го има. Сосема за крај ќе имам сосема кратко. Една од законските обврски на секој градоначалник и во кампањата ќе го поставам, бидејќи сметам дека законските основи го дозволуваат тоа, а и развојните процеси на во наш регион овде ќе бидат на друг начин. Го знаете законот. 1% од GDP-то за планските региони. Тоа е голем проблем. Иако го имаме како закон донесено, ние треба да го спроведеме на дело. Така. Спроведувањето на дело токму ќе ја даде посакуваната, би рекол сега за сега желба да се децентрализираме. Бидејќи ние во моментот имаме еден процес кој што постојано го потенцираме децентрализација, а уште ги немаме средствата кои што би го помогнале тој процес. Доколку го имаме тој 1% од GDP да дојде во планските региони, што изнесува некаде 12 милиони. Ние сме тие кои што досега би ги реализирале и најважните и најбитните проекти кои што ги бараат граѓаните, односно ние си ги знаеме собствените проблеми со кои што се соочуваме и мислам дека најдобро би ги распределиле средствата доколку бидат тоа е идејата на фискалната децентрализација. Значи на оние кои припаѓаат парите и да си ги решаваат своите проблеми, не од централно ниво. Но да оставиме нешто за уште еден или два вакви разговори, далеку е 15-ти, тоест 13-ти веќе октомври. Јас се благодарам што бевте дел од мојава емисија и се надевам дека моите гледачи од тој регион ќе има доволно податоци за да свата што тоа Тони Тоневски работел 8 години. Благодарам и на вас. Поштовани гледачи, ова ќе биде дел од моите разговор со сите градоначалници што беа досега и оние кои претендираат да бидат ваши градоначалници на сите граѓани на одредена општина. Ова тие го прават, ова може да го прочитате, а јас навистина се трудам суштинските работи овде да ги потенцирам. А тоа како ќе ги трошат заедничките пари, на кои проекти и дали тие проекти се приоритет
или не, или нешто подалеку, затоа што сме сведоци во држава дека нешто што за една страна е приоритет, за другата страна е луксус и така натаму. Затоа внимателно слушајте ги вашите кандидати за да барате од нив отчет. Ако ние не се грижиме за сопствениот глас, зашто тие да имат одговорност према нас, нели? Комплементарна е работа. Довидување до новата отворена на тема.